Доаѓајќи навака поминав низ двата плоштада, плоштад Македонија и Филип II, или повеќе познат како Карпошово стани. И сите оние споменици и двата музеа кои се наоѓаат, кои се составен дел од плоштадите, и преку таа политика на градење тие споменици видов една сличност со некои работи кои се опишани во книгата. Тоа се интервенциите во минатото и разбирањето на минатото на една нација. Бидејќи спомениците и на замислените национални херои и музеите на двата плоштада за повеќето македонци представуваат еден нов поглед кон историјата на Македонија и за нивното потекло. Како иронија на историјата, овие плоштади исполнети со македонска национална символика и поврзува еден стар мост изграден во османлискиот период. Период кој од историографски и од национален аспект обично се смета за негативен период. А иронијата да биде уште поголема, некои од оние историски личности кои се бореле против османлиите и имале среќа да им подигнат споменик денеска на плоштадот Македонија, всушност се поставени како чувари на тој мост и споменик на османлиското наследство во Македонија. Изградбата на тие споменици на музеите представуваат еден дел само од таа политика на сеќавање која го оформува нашето разбирање за блиското и далечно минато, и уште поважно говори за значењето на историјата во нашите општества. Пред се тука не зборам само за македонското општество, туку за сите општества во регионот и пошироко. Во македонскиот случај, меѓу другото, говори за потребата да се докаже дека нацијата е постара од што се мисли. И при тоа неретко ова прашање представува алатка за легитимизирање на политичките и интелектуалните елити, во кој минатото е цел на различни идеолошки интервенции. Таква е состојбата и со проучувањето на минатото на албанската нација, кое во различни периоди, контексти и влијанија довело до создавање на различни дискурси. Албанизмот, како и денеска, и како и сите останати национални идентитети, често бил инструмент за легитимирање на одредени социопрофесионални и интересни групи. На крајот од презентирањето на книгата би сакал да споделам некои мои лични погледи за важноста на книгата во македонски контекст. Како што спомнав на почетокот, ова детална анализа се обидува и да го разоткрие идеологизираните погледи на албанското минато, тоест на прашањето за создавањето на идејата за албанска нација и нејзиниот развој во 19 век. И клишеата кои се создале како резултат на овие идеологизирани погледи. Во историографиите на балканските земји, прашањата за потеклото на нацијата и општо националната историја доминираат во истражувањата. Неретко во Македонија сме сведоци на бројни историографски битки, на судирни историски митови за тоа кој е постар или кој од каде дошол, кој повеќе страдал и слични на ним лицитации. Со, како што тврдат традиционалистите или рекол националистите, историски факти и вистини. Од тука, оваа студија за македонското општество сметам дека не представува само уште едно четиво кој ќе помогне во разбирањето на дебатите за минатото на албанците, туку во разбирање на абсурдноста на овие историографски битки. Сметам дека оваа студија секако ќе има свој придонес во разбирањето на историјата на албанците и би рекол потреба за читање. Кога велам потреба, пред се поаѓам од мислењето дека денес во нашиот поширок регион, балкански контекст, постојат две паралелни историографии. Првата, чии трудови во својата основа го земаат современото разбирање на историјата, дека таа не се развива линеарно, дека во историјата се е предмет на промена и дека некои појави на денешницата всушност се недавнешни. Втората група, која всушност е поголема и повлијателна, има сосема спротивно, тоест традиционално разбирање за минатото и местото на историјата во нашето живење. Овие спротивставени видувања на минатото постои, би рекол, една чудна дебата. Како првите, современите да зборуваат во звон. Лично имам впечаток дека трудовите како што е оваа книга и кои се обидуваат да се соочат со различните погледи на минатото и да се спротивстават на тврдењата дека
создавањето на националните држави е резултат на вековните стремежи и борби, како што се истакнува, ретко се случува да доведат до развој на конструктивна дебата помеѓу овие спротивставени погледи. При тоа, оние со традиционалниот пристап често ги игнорираат современите теории и погледи на минатото и ја продолжуваат својата национална мисија, која во некои случаи станува уште пожестока и поемоционална во своите искази. Да не бидам разбран погрешно, не сметам дека анализите како ова и други се беспрекорно точни дека претставуваат крајот на историјата. Напротив, за да може подобро да го разбереме минатото и да ги избегнеме овие историографски битки, потребна е дебата. Бидејќи самата историографија не може да се развива без дебата, токму таа недостасува во нашиот општествен контекст, обремен од историографски битки.